Добре дојдовте во урбаните вести. Гасоводот ќе поминува низ водно, но со скратена траса. Ова е веста за денеска, а еве што ќе гледате во вестите. Владата ја стесни и скрати трасата за гасоводот преку водно. Вонредните инспекцијски надзори не констатирале загадување во Газибаба. Подземната сообраќајница во Скопје ќе биде готова за 6 години. Во ноември ќе започне пробивањето на новиот булевар Асном. Владата ја стесни и скрати трасата за гасоводот преку водно. Ова денеска го изјави министерот за транспорт и врски на пресконференција во владата. Широчината на трасата за гасоводот е намалена од 25 на 10 метри, а должината е скратена за 4 километри. Владата на Република Македонија направи измени на проектната документација за изградба на гасоводот низ парк шумата Водно, со што е намалена количината на дрвја што треба да бидат исечени и е намалена широчината на трасата од 25 на 10 метри, а нејзината должина низ парк шумата Водно е скратена за 4 километри. Ова денеска го соопшти министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски на пресконференција во владата. Тој рече дека ако владата и градот Скопје одделија средства за пошумување на парк шумата Водно, и ние тврдиме и гарантираме дека тоа ќе се случи. Мислам дека сме направиле се за да продолжи изградбата на гасоводот на Водно. Невладините организации беа комплетно инволвирани во овој процес. Со нив беше разговарано и комуницирано 4-5 месеци. Ние сме на ставот дека гасоводот е стратешки приоритет и дека евентуалната мала штета што ќе се направи при негова изградба двојно ќе ја надоместиме. И ние не го даваме Водно. И ние сакаме да го заштитиме. Тоа е наше заедничко богатство и нема да дозволиме на никаков начин да ја загрозиме природата и да ја наштетиме на животната средина. Го слушнавме вашиот глас, ги свативме пораките на граѓанските организации и ја разбравме вашата загриженост. До нас допре и предупредувањата на екологистите. Откако ги разгледавме сите сугестии и опции, направивме промени и отстапки во проектната документација со цел да се минимизира ефектот врз животната средина во текот на изградбата на гасоводот. Мери изработи предлог на нова траса со која што значително се намалува опфатот на дрвна маса на Водно. Група представници на различни институции јавно ја разгледа и ја дефинираа новата траса. Со новиот предлог, опфатот на интервенција врз дрвната маса се намалува од 3000 кубни метри на околу 1400 метри кубни. Со предлогот, исто така, трасата се намалува од 25 на 10 метри ширина и се избегнуваат деловите каде има густа дрвна маса и богат растителен свет. Со ова жртвуваме 0,07 пошумено подрачје од вкупната шума на Водно, за да ја зачуваме и унапредиме природата и животинскиот свет на 25.713 км квадратни, колку што е територијата на Република Македонија. Доведувањето на гасот до секој семејство не само што ќе биде од бенефит за сите граѓани, туку и ќе придонесе за заштита на животната средина на долг круг и ќе го намали загадувањето на воздухот. Промена на трасата, како што истакна директорот на Македонски енергетски ресурси Бајрам Реджепи, ќе значи одложување на проектот за најмалку 5 години и дополнителни 20 милиони евра. Но како што посочи, тоа не е единствениот проблем, бидејќи за трасата по северниот дел на Скопје ќе треба да се исече повеќе шума. Таа ќе поминува низ ерозивен дел, низ густо населен појас, а како што кажа е недозволиво и ќе треба да се сече со главниот водоснабдителен систем за Скопје. После предложената измена на самиот врв на Водно, кај што ќе биде, кај што е поголемиот дел од дрвната маса, кај што ќе треба да се сече шумава, ние го намаливме, ја намаливме штетното влијание врз животната средина во парк шума Водно за повеќе од 70%. Тоа значи дека на Водно ќе се сечат помалку од 2 хектари шума. Нискостеблесна и високостеблесна шума. Тоа значи, како што каже министерот, е околу 0,07% од вкупната дрвна маса на Водно. Или, според пресметките на јавното предпријатие Паркови зеленило, тоа е вкупно 1400 метри кубни дрва. Што значи далеку помалку од дневната потрошувачка на дрва за грејење што се користат во Скопје.
Заменик министерот за животна средина Јани Макрадули истакна дека гасификацијата ќе значи за 31% намалување на загадувањето во градот Скопје. А скопскиот градоначалник Петре Шелегов порача дека Скопје не може да ја спречува гасификацијата на останатите градови во Македонија и додаде дека обезбедил градот да добие 43 милиони денари од мер за пошумување на водно. Уверување од Министерството за одбрана дека ќе се пошумат и ерозивните делови на Скопска Црна Гора. Владина поддршка за регулирање на речните корита на Лепенец и Серава и 1 милион евра од Министерството за животна средина за намалување на загадувањето. Скопје и неговата животна средина не се изолиран остров од остатокот на нашата држава Македонија. Заради тоа немаме право да стоиме на патот на гасификација на другите градови во Македонија, особено Тетово, Гостивар и Кичево. Од тука, изградбата на магистралниот вод преку Водно е за доброто на сите нас. Ова е прв пат некој да чепка во Водно, а истовремено да биде обезбедена и целосна ревитализација на зеленилото. Водно досега никогаш не било ниту заштитувано, ниту ревитализирано. Сето ова нас не прави многу поразлични од другите. Првата подземна сообраќајница која ќе поминува под булеварот Македонија се очекува да биде готова за 6 години. Проектот содржи пристапни сообраќајници и кружни текови кои се очекува да го растеретат сообраќајниот метеж во строгиот центар на Скопје, но и побрзо патување меѓу населбите Карпош, Киселавода и аеродром. Изградбата на овој капитален проект чини 250 милиони денари. Во Скопје почнува изградбата на првата подземна сообраќајница која ќе поминува под булеварот Македонија, поранешен Јужен булевар, а ќе ја гради турската компанија Лимак. Според информациите добиени од град Скопје, подземната сообраќајница ќе биде со 6 коловозни ленти и со должина од 800 метри. На потегот меѓу НИП Нова Македонија и булеварот Борис Трајковски. Трасата ќе поминува со голем кружен тек пред поранешна НИП Нова Македонија и уште 2 кружни тека ќе се градат на излезот кон Киселавода. Оваа сообраќајница треба да овозможи растоварување на дел од сообраќајниот метеж во строгиот центар на Скопје, но и побрзо патување меѓу населбите Карпош, Киселавода и аеродром. Овој капитален проект треба да биде реализиран за 6 години, а изградбата ќе чини 250 милиони денари. Изградбата на подземната сообраќајница е еден од капиталните проекти во главниот град. Компанијата Лимак во март 2012 година го купи градежното земјиште за да гради надземен комплекс со површина од околу 300.000 метри квадратни. Како дел од договорот, тие се обврзаа дека ќе ја изведат сообраќајницата пред да почнат да го градат новиот комплекс во височина. Фирмата Чакар Партнерс го изработи основниот проект и основниот сообраќаен проект за изведба на подземната сообраќајница. Услов за изградбата на комплексот беше прво да се изгради подземниот булевар, па над него предвидените објекти. Проектот вклучува околу 1000 стана во 20 катници, канцеларии, трговски центар, хотел, простор за културни активности, фитнес центар, казино и паркинг за 2000 автомобили. Овој капитален проект за Скопје бил предвиден за градење со урбанистичко-планската документација изготвена по земјотресот од 1963 година. Континуирано загадување во Газибаба нема. Има компании кои во процесот на производството прават грешка која инцидентно емитува чад. Изјави денеска заменик министерот за животна средина Јани Макрадули. Тој посочи дека со градот Скопје направиле увид за да утврдат од каде доаѓа загадувањето. И како што рече, имаат некои сознанија кои ќе бидат обелоденети. Во Газибаба за жал има компании кои можеби во процесот на производство прават некоја грешка, која инцидентно емитува чад или нешто друго, но континуирано загадување во овој момент нема. Појасни денеска заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули. Тој посочи дека во Газибаба се калибрира само PM10 инструментот во рамки на мерната станица, во која, како и во секоја друга, има 5 мерни инструменти што мерат различен тип емисии во воздухот. Една мерна станица, согласно европските стандарди и они какви што се во Република Македонија, покрива 4 километри квадратни
површина каде што чувствува емисии на нешто. Затоа сакам да укажем на една работа. Доколку има перманентно загадување или не инцидентно нешто што се случува, невозможно е и покрај неработењето на PM10 инструментот во рамки на станицата Газибаба, истото да не биде детектирано од мерната станица во Бутел, во Ректорат или пак во Лисиче. За жал, она што морам да го признам е инструментите PM10 не само во Газибаба и во други места се од 2002 година, работа 24 часа. Исто сакам да напоменам дека ниеден податок не се крие, значи тие автоматскиот системот од мерната станица преку GPRS систем влегува во веб порталот на Министерството, значи никој не ги контролира бројките, сите се јасни и видливи и дека во рамки на нашите финансиски можности дел од PM10 инструментите ќе бидат заменети сега со се надевам итна набавка на инструментите. Тој посочи дека Министерството и градот Скопје во рамки на своите надлежности веќе направиле увид за да утврдат од каде доаѓа загадувањето и како што рече имаат некои сознанија кои ќе бидат обелоденети. Тие се објекти кои имаат лиценци и не се нелегални. Затоа на граѓаните ќе им понудиме апликација со која сите А и Б инсталации кои постојат во градот ќе бидат на ГИС порталот и за што се наменети. Доколку граѓаните забележат нешто да се случува автоматски, ќе го пријават и веднаш ќе реагира инспекторатот, потенцираше Макрадули. Кај мерните станици ниеден податок не се крие и тие автоматски преку GPS системот одат директно на веб порталот на Министерството за животна средина и никој не ги контролира бројките кои се јасни и видливи. Државниот инспекторат за животна средина по добиените дојави и информации за испуштање емисии во воздухот во општина Газибаба изврши неколку вонредни инспекцијски надзори, при што не констатираа загадување. При извршениот инспекцијски надзор во правниот субјект Макстил АД Скопје на 15 август е констатирано дека погонот челичарница е ставен во производствен режим на 10 август. На барање на инспекторот презентирани се резултати од извршените мерења од нова филтер постојка, како и од мерната станица поставена во кругот на детската градинка во населбата Железара. Резултатите од измерените вредности на PM10 честички се во рамки на граничните вредности, соопшти инспекторатот. Дека нема видливи емисии во воздухот е констатирано и при визуелниот надзор во кругот на поранешна Железара, Скопје на 16 август. На 20 август повторно е направен вонреден инспекцијски надзор во кругот на поранешна Железара, при што се посетени сите инсталации кои подлежат под А интегрирана еколошка дозвола. Констатирано е дека Макстил АД Скопје не работи од 23:46 часот на 18 август. Побарано е да се приложат резултатите од дневните извештаи за амбиентален воздух од мерната станица во дворот на градинката за период од 1 август до 20 август годинава. И е констатирано во записник дека за тој период нема надминување на дозволената концентрација на PM10. Дента, согласно добиени информации за испуштање на емисии во воздухот, направен е вонреден инспекцијски надзор во инсталацијата на субјектот Радком Скопје за топење бакар, лиење и производство на бакарна жица, при што не се најдени траги од работењето на печката во последно време. Посетени биле и останатите правни субјекти кои подлежат под А интегрирана еколошка дозвола, при што било констатирано дека во моментот не работеле асфалтните бази на улици и патишта и Бауер БГ Скопје. Скопски легури не работи од 2008 година, а работеле Елем Енергетика, Технички гасови и ArcelorMittal, но не биле забележани видливи емисии во воздухот. Единствено инспекторатот констатирал зголемени емисии во воздухот на 11 мај годинава, кога беше пријавен пожар во Макстил АД Скопје во погонот челичарница во делот за старо железо. За овој настан на Макстил АД Скопје му е изречена прекршочна мерка со одлука за плаќање глоба во износ од 2700 евра, која се намалува за 50% доколку се плати во законски рок. Во ноември се очекува да започнат градежните работи за пробивање на новиот булевар Асном од мостот Близнак до Вардар покрај хотел Русија. На почетокот на наредната година во делот на спојувањето на Керамидница со аеродром ќе се почне со реализација на мостот, а потоа и на булеварот низ Керамидница кој се очекува да биде изграден за 2 години.
Поврзување на аеродром со Газибава преку пробивање булевар низ Керамидница, изградба на тунелите под Кале и Скопје Смарт Сити се само дел од капиталните проекти кои ги најавуваше градоначалникот Петре Шилегов, со кои градот Скопје ќе почне да се менува. Завршено е проектирањето на булевар Асном во делот на пробивање булевар низ Керамидница до Скопски саем. Како што информира градоначалникот Петре Шилегов, се очекува градежните работи во првата фаза која ќе се одвива од мостот Близнак до реката Вардар покрај хотел Русија да започнат во ноември. На почетокот на наредната година во делот на спојувањето на Керамидница со аеродром ќе се почне со реализација на мостот, а потоа и на булеварот низ Керамидница и се очекува дека во наредните 2 години тој проект ќе се реализира и сериозно ќе го растовари сообраќајот во Скопје. Тунелите под Кале се уште еден капитален проект кој го најавуваше Шилегов. За нив ќе се распише тендер за проектирање со цел Скопје да добие квалитетен документ по основ на кој ќе се градат тие тунели. Рокот кој е предвиден за изработка на проектот е 8 до 10 месеци, што значи дека следната година градот ќе има документ и ќе може да премине на тендер за изградба на тунелите под Кале. Градоначалникот Шелегов посочи дека оваа есен ќе започне јавната набавка на Скопје Смарт Сити и Смарт LED Lighting, со кои градот чекор по чекор ќе почне да се менува. А во моментов се прават и 7 велосипедски патеки кои се очекува до 15 септември да бидат завршени. Шилегов истакнува дека многу средства градот годинава троши за изработка на градежни проекти за реализација на нови сообраќајници, а како градоначалник мора да води сметка за тоа што ќе се случува во нашиот град во наредните 30 години. Во Скопје во изминатите 6 месеци биле подигнати и реконструирани над 50.000 метри квадратни зелени површини, односно 35% повеќе од истиот период минатата година. Како што информираат од град Скопје, по подлог период годинава е набавена нова механизација за јавното предпријатие Паркови и зеленило за одржување на зеленилото во градот. Екипите на јавното предпријатие Паркови и зеленило во периодот од јануари до јуни годинава на површина од 7566 метри квадратни по должината на булеварите, улиците, во парковите и во вонградското зеленило засадиле 313.601 цвеќе од повеќе видови. Град Скопје информира дека во изминатите 6 месеци биле подигнати поголем број нови зелени површини во главниот град, а постојните биле реконструирани. Во првата половина од годинава беа подигнати и реконструирани 50.690 метри квадратни зелени површини, односно 35% повеќе од истиот период лани, кога биле подигнати 37.557 метри квадратни зеленило, стои во соопштението од град Скопје. По подолг период годинава е набавена нова механизација за јавното предпријатие Паркови и зеленило за оптимално одржување на зеленилото во градот. Популарните излетнички места, рекреативните центри и парковите во Скопје биле збогатени со нова урбана опрема. Екипите на јавното предпријатие Паркови и зеленило ги уредуваат велосипедските патеки во Скопје. Во соопштението од предпријатието се вели дека екипите работат на подкастрување гранки над велосипедските патеки, со цел да им овозможат непречено движење на велосипедистите во градот. Во топлите летни денови се повеќе граѓани го користат велосипедот како главно превозно средство. Од јавното предпријатие Паркови и зеленило информираа дека се спроведува акција за кастрење на гранките кои се наведнати ниско низ главните велосипедски патеки. Акцијата се спроведува со цел да им се овозможи непречено движење на велосипедистите во градот. Од предпријатието вела дека пред неколку дена се уредија дрвјата во населбата Аеродром, а денес екипите со телескопски пили ги подкаструваат гранките над велосипедските патеки на улицата Партизански одреди во Карпош, каде исто така е во тек акцијата за почист, зелен и урбан град. До крајот на неделава ќе се задржи сончево и топло време со мала до умерена облачност, а од понеделник ќе има освежување за 10 степени, пороен дожд, грмежи и ветер. Според управата за хидрометеоролошки работи, дневните максимални температури до недела ќе се искачат до 36 степени.
Позначителна промена се очекува од понеделник, кога во поголем дел од земјава ќе има поројни врнежи од дожд со грмежи и засилен северен ветер, а дневната максимална температура нема да надминува 28 степени. Во Скопје температурата утре ќе достигне 34 степени, петок 33 и сабота и недела 34 степени. Тука е крајот на урбаните вести. Ви благодарам на вниманието, а повеќе информации може да најдете на нашата веб страна и Facebook фан страната. Пријатно!